Каква чест при самата најава кога најавив дека влегувам во погонот на Елена Лука во Струмица, кажа дека ќе го проследиме целиот процес од идеја до изработка, меѓутоа јас не знам дека ќе ме пречека госпоѓа Елена Лука, собственичката на самиот погон. И не само таа, туку и деца, куп деца околу неа, тоа се всушност учениците во училиштето Никола Карев. Господјо Елена, навистина ми е драго што сте меѓу младите, што го пренесуваме знаењето на младите останува светот. Секојаш е така. Елена Лука секојаш има отворени врати за младите генерации, поготово тие што ја сакат модата и тие што го сакат и градежништвото, да можеме да пренесеме дел од нашето практично работење, за да може да го олесниме едукативниот процес во практичен смисла на зборот, за полесно да ја совладат материјата што ја работиме. Тие гледаат креации, меѓутоа можеби не го знаат целиот процес на изработка, а тука гледаме од идеја до реализација како се прави сето тоа. Значи не е само слика и фустан прикажен, за тоа стои и на макотрпна и сериозна работа, односно прецизност. Вие ќе кажете многу е битно кроењето, јас исто се согласувам, меѓутоа и правењето на шаблоните, што е уствари најбитно. Точно така, значи за еден проект да биде комплетен, тој си има неколку фази. Од скицирање на моделот, тоа е креативниот дел, онака како што дизајнерот ќе го замисли. Меѓутоа, истиот после треба да се пренесе во една техничка скица, тоа во градежништвото се вика како изведбен проект, практично, како практично ќе се произведе моделот. И се работи конструкција на самиот модел. Значи, технички како треба да изгледа и според мене тоа е една многу специфична фаза на изведбата на моделот до крај. И затоа почитувам многу квалитетни конструктори и моделари и доста со овие прекрасни млади луѓе кои што се идни наши одлични конструктори, моделари и дизајнери. Дискутиравме на таа тема што треба да се одржи еден модел и како тој се произведува и се задржавме баш на темата на конструирање. И практично во тоа и се гледа тежината на изведбата на секој модел, колку ствари има специфики во работењето и дека апсолутно не е едноставно да се занимаваш со мода, туку квалитетни дизајнери и квалитетен производ подразбира и да ги познавате одлично сите фази на производството. Значи, после конструкцијата се случува кроењето по тие шаблони, кој што е многу битен да биде прецизно кроење, исто како што е зададен шаблонот на моделот. И после тоа се носи моделот на склопување. Овдека имаме одличен технички кадар во склоп на нашиот погон, каде што ги произведуваме моделите на Елена Лука и воедно работиме понекогаш и за други странски инвеститори многу специфични модели со огромна прецизност, каде што сме докажале дека одлично како Елена Лука тим го познаваме процесот на создавање на моделите од почеток до крај, од скица до реализација до готов производ. Така да децата денес имаа услови, овие млади прекрасни луѓе да видат како се произведува еден модел и колку е тоа деликатен процес, ама воедно доколку ја сакаш оваа професија, навистина еве овдека ги имаат сите услови да научат буквално детали за производството. Не секаде има вакви услови да се види и готов производ, поготоа што Елена Лука произведува специфични тешки модели, работи со многу специфични скапи материјали, каде што посебно се внимава на прецизноста, каде што посебно се внимава на убод на машината, работиме и со свили, и со брокати, и со специфични тантели, многу нежен програм, некогаш, меѓутоа нашиот изведбен погон многу добро ги работи сите тие позиции и така да овие прекрасни млади луѓе ќе имаат можност да се занимаваат со практична работа во текот на целата година, да го посетуваат тука производството. Подпишавме меморандуми за соработка со ова прекрасно училиште Никола Карев, кој што со нивните професорки кои што беа тука. Инаку јас веќе сум работела како Елена Лука и како тим сме работеле со две од нив одлични дизајнерки на светско ниво, би рекла, и конструктори воедно. И би сакала многу повеќе да се знае за нивните дела, меѓутоа и третата професорка денеска ја запознав, немам зборови, значи еден толку добар квалитетен тим и навистина еве преговарам да ги убедам уште една колекција за Елена Лука барем да направат, оти се исклучително сериозно квалитетни кадри. Така да мислам дека овие ученици имале
привилегија да работат со таков професорски тим во делот на дизајнот и на конструкцијата, на моделирањето и дека на вистина треба да им го украдат знаеето, да учат многу од нив, поготово што пак тие се отворени цело свое знаење да им го дадат со љубов и на вистина да им пренесат многу убава енергија, да го засакаат овој занает. И сигурна сум дека тука меѓу нас, меѓу сите тие убави деца, се наоѓаат идните квалитетни модни дизајнери за кои што тек оваа држава, меѓутоа и светот ќе слушна, затоа што видов доста од нивните скици, размислувања, многу креативни луѓе се и сум сигурна дека ќе има сериозен успех, поготово кога ќе се склопат со Елена Лука во практичниот дел на изведбата и сум сигурна дека ќе направиме врв резултати. Да, ви имате остро око и памет и точно знаете да процените кој ќе биде моден дизајнер, кој ќе биде моделар. Дали пронајдовте меѓу младите модни дизајнери или моделари, па и видовме како шијат на машина буквално? Да, веќе имаше и пракса на машија шија и тоа зададени теми од нашиот технички директор би рекла што го води производството. Специфична работна задача кој што не може секој на машина да ја помине, меѓутоа они успеа. Како не, веднаш се гледа нивната амбиција и креативноста блика од нив и им е многу битно да дојдат во контакт со брендот, со производството, затоа што нивните соништа можат да станат брзо реалност. Едноставно го препознаваат ресурсот, затоа што успешен можеш да бидеш во оној момент кога нема да одложуваш, туку ќе почнеш веднаш, оти нема никош совршени услови, сега со целиот твој ресурс и се што имаш на располагање, стартуваја својата оригинална идеја. Значи, ти имаат уникатни идеи, веќе знаат што сакаат, со каква мода би се занимавале, со кои правци, какви материјали би користеле. И потоа веднаш ќе видите дека има тука сериозен потенцијал, утре да бидат и индивидуални своји брендови да има, да бидат идни модни дизајнери за кои што се надевам и светот ќе чуе. Така да, едно прекрасно дружење. Јас ви благодарам многу. Секогаш знам дека вратите на Елена Лука се отворени и за младите, меѓутоа и сите оние кои сакаат да го посетат и ателјето и погонот. Ми беше драго што и вие се најдовте на лице место во погонот, што ни објаснивте целата процедура, не само мене, на цела Македонија и на учениците што се тука и го посакувам уште многу успеси, нека доаѓаат младите, нека учат. Па еве на овој начин сакаме да покажеме кога ќе кажат па во Македонија нема потенцијал и капацитет да се работи мода или текстилната индустрија е изумрена, не знам што, не знам како. На овој начин да покажеме дека навистина се уште текстилците живеат во Македонија, има потенцијал да се работи, и има млади кадри кои што препознаваат дека во иднина може да се најдат во едни такви дејности. И ми е многу драго што сте тука денес со нас, како новинари, како медиум кој што постојано следите мода и архитектура и очекувам навистина во континуитет да имаме вакви гости. Имаме веќе најавени и наредни кои што ќе дојдат и јас викам па јас треба да се вработам во производството со техничкиот директор тука, само гости да пречекуваме и со тие прекрасни овие оператерки кои што работат на машини и на сите фази и навистина најубаво да се поминеме и да се занимаваме повеќе со едукација. Значи докажавме дека оваа професија и оваа дејност е итекако жива уште во Македонија, само треба да сакате да работите, да се борите и секој си дојде на место, успехот ве чека. Ви благодарам многу, моќта е во знаењето. Благодарам многу. Поздрав од сите нас!